Почитувани граѓани, почитувани медиуми, навистина е трагично со каков курс и знаење се управуваат финансиите на Република Македонија. Пред само 6 месеци од истата оваа говорница апелиравме, најавувавме, предупредувавме дека буџетот за 2022 година, кој што го предложи и донесе владата, е тотално неразвоен и за жал луксузирачки единствено за власта, а воопшто не е од корист за граѓаните, стопанството и државата. Она што е потрагично е што истиот економски тим што го носеше буџетот тогаш, пред само 6 месеци, го крои и ребалансот на истиот сега. Со нивната ароганција и самоувереност тогаш не убедуваа дека тогашниот предложен буџет е најразвојниот и ќе ги санира сите проблеми, а гледајќи го сегашниот ребаланс, кој што треба да се дебатира во собранието и да се гласа, сите ќе се согласиме дека владата, начело со Ковачевски Бесими, ги лажала граѓаните и стопанството и ги потврдија нашите тврдења дека практично целиот проектиран буџет за 2022 година им е промашен. Да потенцираме и да предупредиме неколку важни работи за новиот ребаланс на буџетот. Навистина е нејасно и навистина е срамно како во ек на економска криза која зафати светот и кога знаеле целата влада дека ќе има криза, тие испланирале уште минатата година, кога се носеше буџетот за целата 2022 година, испланирале стотици милиони евра непродуктивни трошоци, кои сега наводно ќе ги кратат. Верувам дека и во иднина нив поважен ќе им е луксузот, како што им беше поважен во планирањето на годишниот буџет пред само 6 месеци, верувам дека така е и сега. Наместо на самиот почеток, пред 6 месеци, кога се планирал годишниот буџет, тие средства да бидат искористени практично непродуктивните трошоци, кои што гледаме дека се огромна бројка, стотици милиони евра кои што ги испланирале, наместо да бидат искористени за стабилизација на економијата и стопанството, во пресред на кризата, која што гледаме дека нема да заврши набрзо, и истите да влијаат во заштита на стандардот на граѓаните, тие испланирале како влада стотици милиони евра за непродуктивни трошоци. Практично уште повеќе да ја заглават економијата и да ја потонат. Самото ова кратење сега е задоцнето и носи ненадомесливи штети. Вистинските непродуктивни трошоци лежат во одржувањето веб страни на Министерството за политички систем, во ставката за перење на коли на одредени министерства кои што се и тоа како големи, за кои што имаме исто од оваа говорница говорено, за пиењето и плаќањето на над 1200 кафиња дневно секој ден во владата, изградбата на милионски згради на институции токму сега кои што може да почекаат подобри времења и така натака е ова се вистинските непродуктивни трошоци. Она што е исто така важно, многу важно, капиталните расходи во периодот јануари-април во 2022 година се само 100 милиони евра или 16,3% или, ако гледаме од годишното проектирање, од идеалните проектирани 33% за 1/3 од годината, имајќи предвид дека е помината 1/3 од годината, ова е половина реализација, практично реализирале само половина од идеално проектираните за 1/3 од годината. 16% е навистина ниска стапка за капитални инвестиции. Тоа покажува дека не работат ништо, дека на полето на инвестиции на работа се деструктивни, дека немаат план и практично за џабе ги трошат народните пари за да земаат плати во владата. Капитални инвестиции нема, тоа го гледаме сите. Не е само оваа година, тоа е сите претходни години наназад додека влада е СДСМ. Парите исто така се потрошени, задолжувањето секојдневно расте,
Долгот се зголемува, што значи со еден збор да сумираме, парите на граѓаните се крадат. Оваа влада ги краде парите на граѓаните. Инфлацијата веќе е двоцифрена, стапката на сиромаштија кај граѓаните е над 35%, што значи дека тоа е повеќе од 1/3 од граѓаните да живеат во сиромаштија во Република Македонија. И тоа власта го знае, но воопшто не е гајле. Нејзе единствено е важен нејзиниот луксус и да ги полнат нивните джебови. Јавниот долг се ближи кон 8 милиарди евра, секојдневно гледаме преголеми задолжувања што не може да ги издржи нашата економија и верувајте дека генерации наши деца потомци ќе отплаќаат долгови на СДСМ заради нивното недомаќинско и раскалашено работење. Проектираат намалување на планираниот раст на бруто домашниот производ за 25% со овој ребаланс. Голема е веројатноста да не го остварат и тој. Така да уште еднаш покажуваат дека се безидејни и дека не знаат всушност што работат и како да работат. Жалосно е што се уште вештачки предвидуваат и пумпаат очекувања за реализација на патот Гостивар-Кичево, внимавајте, не можат да изградат ниту 1 метар од патот Кичево-Охрид. Навистина е смешно, навистина е трагично. Не можат да го доизградат ниту патот до Блаце, а веќе планираат за изградба на патот Гостивар-Кичево. Па така како што може да забележите, се во оваа влада е вештачко, дури ниту тие самите не се сигурни во себе и не знаат што прават и што ќе прават. Сето ова е купи ден продади политика која што е наследија од Зоран Заев и успешно продолжуваат да ја спроведуваат и да ја надградуваат. Ништо ново, ништо корисно. Сето ова е трасирање на патот кон банкротот, каде што тие практично не мислат за идните генерации, дека ќе ги заглават и дека некој ова ќе треба да го санира и да го отплаќа. Сега, повторно предупредуваме од оваа говорница. Кризата во Република Македонија со ваквата безидејност, со ваквата неспособност, само ќе се продлабочи повеќе и со овие необмислени потези и безидејност на економскиот тим на владата, само повеќе ќе трпат штети граѓаните и стопанството. Затоа, за крај да потенцираме дека потребни се избори и нова подготвена влада да ги врати работите во нормала. Благодарам, сега би сакал да одговорам на едно прашање поставено по електронска форма. Национален медиум. Коментар за изјавите на премиерот Ковачевски дека владата го исполнила ветеното од 500 евра просечна плата. Видете, ако тој вели дека малку кој верувал дека ќе има 500 евра просечна плата, јас велам дека сето тоа повторно е вештачко, како што напоменав и во мојата пресконференција. Мораме да потенцираме дека малку кој веруваше во Република Македонија дека СДСМ ќе донесе државата нова дереджи и дека ќе имаме двоцифрена инфлација, која што е една од највисоките во регионот. Малку кој веруваше дека за една година цените на основните животни потреби на граѓаните ќе се зголемат од 30 до 100%. Тоа е вистинскиот одговор на Ковачевски. Цената на струјата ја покачуваат за 30%, цената на горивата за 80%, цените на лебот и брашното за 100%, цените за шеќерот 40%, млекото е покачено за 50%, маслото за јадење е 100% поскапо и така натака и така натака. Ете го одговорот на Ковачевски. Да прекине да ги лаже граѓаните. Стандардот на граѓаните е уништен и тоа го гледаат тие самите секојдневно. Стандардот на граѓаните е уништен. Економијата е разрушена. Платите изгубија вредноста која што имале претходно. И тоа благодарение на СДСМ, така да не ги замајуваат граѓаните, да не ја лажат јавноста, бидејќи никој повеќе не им верува, затоа што знаат самите граѓани колку им вреди нивната плата кога ќе влезат да пазаруваат во маркет. Од друга страна, истата таа влада на Ковачевски се луксузира, троши едно брдо пари на граѓаните на непродуктивни трошоци,
троши пари на кафиња во владата, троши пари на петисани, на скапи меса и така натака, но најважно е нив да им е удобно и луксузно. На граѓаните и за граѓаните воопшто не им е грижа како им и што им се случува. Ете, тоа е вистинскиот одговор на Ковачевски. Криминалот, неодговорноста, неспособноста и крадењето на оваа влада на СДСМ и ДУИ народот скапо ја плаќа. Благодарам.